Прекрасен концерт вечерва, еве Националната установа Центар за култура со неколку настани ова есен ја заинтригира публиката, овој пат со еден интересен проект. Да ни кажете, директор, нешто повеќе за овој настан. Добро вечер. Вечерва имавме настан кој што е малку поразличен од останатите. Се надевам дека публиката што вечерва беше присутна во ниво којето не споменувам асно, успеа да ја препознае културната кауза која што ни ја представија нашите вечерашни гости, Film Project, Арна Шијак и Билјана Петровска. Тоа беше комбинација на музика и поезија од македонските великани Гане Тодоровски и Анте Поповски. Инаку настанот е во организација на Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево, се разбира со подршка на Министерството за култура и туризам. Благодарам. Еве и ваше видување, публиката, мислам дека во доволен број ве проследи, мислам дека виде нешто што не е тука видено поодамна. Точно, зашто сум исклучително горд и ми е многу драго, затоа што имав можност да ја почувствувам нивната посветеност, нивната енергија и фокус кон она што има можност вечерва да го слушнат. Уште еднаш ќе повторам како што се обратив и до публиката. Многу сум среќен што сум вечерва во Делчево, што ова наше патешествие наречено културна кауза започнува токму во градот Делчево. Вечерва, како што каже и директорот, имавме можност публиката имаше можност да ужива заедно со нас во музичките материјали на досегашните албуми на Film Project и композициите кои како гостин вечерва ги изведе нашата пианистка Билјана Петровска. Вечер пропратена со исклучителна поезија од нашите поетски великани Гане Тодоровски и Анте Поповски. Тематика посветена на вчерашниот наш голем празник, празникот за македонската револуционерна борба. И ова е само почеток на ова, како што кажав, наше патешествие низ нашата Македонија, каде што ќе имаме можност низ повеќе градови да го донесеме овој концепт и овој нов период кон вреднување на едни културни аспекти и културни форми кои на наша жалост годиниве наназад беа запоставени, но е исклучителна можност да сето тоа го вратиме пред публиката и имаме можност да направиме да таа ужива во сето тоа. Уште еднаш ви благодарам на поканата и вам и на Центарот за култура и се надевам на скоро видување пак. Го покрива твоето тело со долу распнати столетија и веќе ја наследува првата птица по небата. Среќни сме што се бавиме со уметност, која што, фала му на Бога, не ограничува да сме цело време во само едно поле на истражување и творење. Среќни сме што се веројатно и се познаваме, се излеговме на патот, токму овие луѓе. Така што јас сум им скроз нова птичка во јатото на Film Project, кој што веќе имаат феноменална соработка со Горан Трајковски, значи тоа се Билјана и Никола. И ова е зародиш, убаво се втасување во преубавото Делчево на нашата тамошна културна кауза. Се со цел да ја приближиме музичката, уметност, поезијата, бидејќи имаме чувство дека можеби новите генерации не има толку блиска, а секако да се множи радоста, да заедничариме преку неа и сите други генерации. На Билјана Петровски се уарни во Делчево, така ли? Да, дефинитивно. После некои други видови на концерти со други ваши колешки, еве сега нешто ново за публиката. Да, ова е, да кажеме, еден многу нов концепт, инспиративен концепт, кој што за мене сега прв пат се случува. И многу ми е драго што дел од моите композиции можев да ги вклопам во нешто што е вака
представително и е, да кажеме, многу за нас, македонците, и трогателно и значајно. И се надевам со план сме понатаму да продолжиме. А исто ми е навистина многу драго што и во Делчево за прв пат се случи, затоа што често настапувам овде. Така да голем поздрав до сите вас и до публиката делчевска, која што секогаш не почитува. Вистинско враѓање се крие во нас. Искрените ви знание.